Молк од владата и СДСМ нема одговор дали премиерот Димитар Ковачевски ќе ја прифати поканата за ТВ дуел со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. И владиниот и партискиот пиар како да не го виделе настапот на лидерот на опозицијата, каде јавно го повика премиерот на ТВ дуел. Дополнително и Алфа постави прашање дали ќе биде прифатена поканата, но одговор се уште не добивме. Според познавачите, ова јасно покажува дека власта се обидува да сокрие што е договорено со Бехтел Јенка и не сака да открие колку пари точно ќе не чини овој проект. Новинарот Дарко Јаневски за Алфа вели очигледно дека има голем број штетни делови за Македонија, поради што власта не би сакала на виделина да излезат детали од подпишаното за коридорите 8 и 10Д. Договорот очигледно не е добар, има премногу изнесени аргументи против него и сосема е јасно зашто Ковачевски одбил. Ако има дел, ќе треба да се отворат сите работи. Нема врска таа дека тоа е некако доверлив или не знам што тамо. Тоа е чисто облигационен договор и тој може да се презентира пред јавноста. Тоа што не е добар е причина што Ковачевски одбива да излезе на ТВ дуел и да се презентира се што треба да се презентира. Мицкоски го повика на ТВ дуел Ковачевски да се отвореле картите за граѓаните да видат што држава подпишала со Бехтел Јенка. Го повика премиерот доколку не можел сам на помош на ТВ дуелот да го земи како што го нарече вистинскиот премиер Али Ахмети и колку сака министри. Нека не се крие, нека не бега од Македонија. Знаеме дека е на подолго патување, на спринг брейк патување, нека се врати, нека дојде да излеземе пред македонската јавност и да дебатираме. Ако ме убеди, и ако убеди македонската јавност, тогаш опозицијата манипулира, како што тие љубат напати да речат во своите изјави од коалицијата ДУИ СДСМ, но ако јас го разубедам, тогаш очекувам да понесе одговорност. Ковачевски се уште немал јавен дуел со лидерот на опозицијата. Мицкоски во повеќе наврати го кани на ТВ со очување на различни теми важни за граѓаните и државата, но досега не добил позитивен одговор од својот политички ривал.